сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Јас сум Трпеска Александра од Жилче, Тетово. Мажена сум гостивар, Циглана 2, за Благојче Трпески. Имам две черки, Бојана, постарата, има 4 години, Ева е помалата, има 2,5 години. Сега сум бремена со трето и чекаме машко дете. Јас сум Благојче Трпески, во брак сум со Александра Трпеска. Сега чекаме трето дете на пат, кај де битно ќе биде. Време е за бебе. Со другари отидовме една вечер во дискотека, седовме плата и ајде да се почастим излегоне во дискотека, таму имаше баги гужва, другарки некојаш имавме и... Бев дојдена овде во гостивар, имам тетка. Бев кај неа на гости дојдена, со братучет ми излеговме в град. Од жена ми братучет ми беше другар и застанавме таму, баш го прашав која ти е другаркава, тој ми кажа женска ми е. Едно 10 души машки само ја, женско застанувам и го гледам Благојче, маш ми. И цело време, знаеш, така ме гледа, она као, ми викат на братучет ми, запознаеме, му викат со Дејчево, а братучет ми викат на другариве, абе викат, девојка ми е. Тој, знаеш, не сака да ме даде. Тој другар што беше со мене, вика, ја ќе ти кажа, вика, нему е женска, вика, таму е прва братучетка. И мене пружат рака, ми викат Благојче, и ја му кам Александра, знаеш, она како антипатичен, не, така не сакам ја, разбираш? Одиме во една дискотека, таму гледам пак на исто место. И поминуе од мене, вика, нека помине тајде кралицава. Она поминуе, и пак ништо фалшто, реков, ајде нема ништо да биде, онак и... Ја глумев дека, као разбираш, не ме интересираат на висока нога, ја. Си глумам тука. И, знаеш, тие играат нешто, се ана да се глупираат. Идет еден минудит пијалок, ја му кам не сакам. И иде другиов, ја му кам донеси ми пиво, и ја им нарачувам на сите пива и му ги давам пива на братучет ми да ги пијат. Ја не пијам. И, као седит маш ми Благојче вака на една шанкерка и цело време гледат во мене, гледат. Ја леле, викам колку е оној досаден. И станав, го взедов тој помалиот братучет и си заминав. Да ме заминав во друга дискотека. И сами ние двајца овме. И сега седам ја подпрена на еден ступ, туку гледам од некаде поминует Благојче. И ја му викам, види му викам, тоа детенцето му викам. И викам, ама има очи убај. И тие, и овој братучет ми каже, чути, вика, доста, вика, цело време гледаш, бегаш од него, сега очи убај. И тој поминует и ми се смеет мене Благојче. И сега мене ми привлече некако, разбира, сега ми го немат во дискова, не можам да најдам. И трчам се ја по него, кој ми стои во WC, одам и сега го најдом и сега наместо да поминам ја позади него, ја за инат поминам пред него, да ме види. И као, разбираш, тој вика, да поминат принцезава. И тоа беше, и сега толку беше гледањето, значи овде. Братучет му го најдов, викаме, дај ми бројот братучетка ти да ми дадеш да се слушнам. Ми спадна дека добре некако. Ми даде он број, порака му напиша, вамо таму едно типче од гостивар, сака да те види, да се познаваме и онака се запознавме со неа. Тоа беше пред Велигден, така или нешто.
И одам ја утрен, тоа беше сабота, неделата ја одам тетово, се враќам дома. Понеделникот се бајле, одам за школа. Ја уште средно бев 4-та година. Одам за школа 9 сатот беше. И имав пракса дента. И ми стига на телефон порака, мене, здраво Ане, овде едно типче од гостивар, Благојче. Ја, викам, еве го тоа детето, реков што го запозна. И као, знаеш, и почнавме да контактираме на телефон. Па се познаме, одевме некој време и мене ми падна роден да бие, 7 декември. Ајде, рековме со другарите, чујме да славиме роден во Тетово тамо. Појдовне. И собра бајки другари, со мене и еден другар викат, сакаш, вика, да се жени вечерот, зашто да не можам? Па вика, земи ја бегалка, и се договараме, викам, че те земам бегалка. Не, вика, јас сум едина на мајка на татко, не сакам, и другар вика, земи ја, вика, такси ти плечам, барактер ќе ти видам, нема проблем, вика, другар, ајде. На 7 декември нема мој роден ден. Доаѓа Слави Тетово, сите другари од овде, гостивар, и еден другар му викат, баци, ја, тој прв пат идеше. И му викат, баци, зема ја бегалка, му викат, ја ти плачам такси до гостивар. И овој, ајде да те земам и готово. Абе, му викам, ти будала си, му викам, што збориш? Ја, му викам, една сум на мама и на тато, не едам бегалка. Че дојдеш од дома, ќе си ме побараш. Ако ме дадат, добро, ако не, ќе си се вратиш в гостија. А после 2 дена му беше празник за славата Свет Ѓорѓе кај неа. И одиме со другари, викам да одам таму и се договораме со Александра сега. Му викам да дојдам дома кај татко да му кажам дека сме дечко и девојка за да се запознаеме баш добре со нив. Та вика да праша дома, тој му вика нека дојде, слава се слава, вика нека дојде. И со другаров на слава, ојме. Како е зетон, вика, еве го влага шурата. Со шурата поќе се дружи, вика, еве го зетон влага, ми падна мене малку така срама, али нема веза. Кога да дојдам ми викат, и ја му кам кога сакаш, што ми викат утре. Ами не утре му кам слава ми е мене. Кучна слава. Тој 7 декември, а на 8-9 слава. И овој викат, ја ќе дојдам на 9 дома. Го викнав дедо ми на друга соба, просторија, и му викам, дедо ваке, значи со ќерка ти одиме бајги време, сакам да ја земам за невеста. Тој ми вика, да, вика, како, вика, вие деца, вика, ти 22 години, колку имаш таму, вика, таа нема ни 18, или има, нема, и... Па викам, ајде, сега така сакаме ми, ако не биде, бегалка ќе земам. Но викат, а вика, најбоде да викнеш татко ти мајка ти, сака сега, му викаме ли и кога? Зашто тие не е проблем, да им рече, одма ќе дојде. Дојде дома и на татко ми му викам, тато, демек овој ми е дечко, нешто ми е заозбилно, демек врска, ова, оно, и татко ми викат, што? Викат, бе, вие деца, озбилна врска. Демек, дур не дојдат мајка му и татко му, ја дете не давам. Ајде, вика, другата недела, баш по така е падна, 4-то мислам дека беше. И викам татко, мајка ми отидовме тамо, пак те ми, не, ваке, малечка, исто Александра, викат, ја одам, па вие сакали, не сакали, ја одам. Се мажам. И овој, викат Благоче, да им се јавам сега да дојдат. Тато му викат, не сега, али ќе дојдат. И се договоривме на 14 да дојдат, одма другата недела. Толку на брзина да биде се, да му побегнам. И дојдоа се корми се крвави на 14. Као татко ми, не те давам, малечка си уште, демек, 18 години имаш. Ја му викам, че се мажам и готово. И тој малечка си готово, нема мажење, готово, нека дојдат, вика, ја ќе ги вратам. Татко, никако не ме даваше. А ја се налутив. Секога сум била, значи, цврсто убедена во тоа што го работам. Дојде секор ми се крвами, се договори ја. Демек и сега тие, знаеш, ајде, демек после Великден, беритба, ова, она. Ја и Благојче, ма како Великден, одма другата недела ќе се земеме. Вие остана здравени, како демек треба да се спремаме. И не треба ништо, ние само прстените ќе се земеме. Одма на 14 на 21 декември, недела другата, дојдоја веритба и земање, одма овде дојдов. И ајде, дедо ми се сложи, рече, не е проблем. Викнав на тие другари што имав пријатели, нека отидовме по да земаме веритба кога справне. И тамо гости и незини пријатели, вамо тамо, ајде, Ерлија, нека земам за жена, зашто ти треба за дома, ништо не ми треба.
земја, вика си ја зедовнем, додовне наваке, другари, веридба така што продолжи дома. Повраќање гости имаше, па други гости ми се најавија, тоа беше денот, абе ваке, супер. Така на брзина разбираш испадна, така сакавме. Иначе не ме даваше татко. Така вај побрзо да замина. Време е за бебе. И после останав бремена, значи се породив со првото дете и значи решихме да правиме и свадба и крштевка заедно. После ни се роди Бојана, првото девојче ни се роди и се договараме со неа како да правиме сега крштевка. Каниме крштевка, многу фамилија голема сме, че се лутат едните, отидовме во една кафана, прошиеме колку за 60 души, толку. А викам не е проблем, пува свадба да направиме. И така се решивме на свадба. Со кумот се договоривме свадба, може, не е проблем, викат. И се разбираш, овде им дојде чудно малци на луѓево, демек со бебе, свадба, невеста, венчаница, али ја така сакам и така ќе биде и готово. Решени. И малата ми имаше 4 месеци, ние правевме свадбата. Од овде излага, значи не излагав од кај мама и од кај тато, зашто ќе има бебе. И мораш од тука. И убаво помина на свадбата, значи имаше од овдека дома музика. Од дома починавме во матишно, од матишно в црква, од црква в кафана, од кафана дома. И од кафана све што беше музиката, све што беа гостите, дојдите дома. И вистина дојдо тие. Ја мислев нема да дојдо. Кога бевме да плачаме за свадбава и тој викат на маш ми, ја викат, толку време работам со кафани, тој малце повозрасен, али викат до сега невеста, викат на коленици не клекнала. Ова викат, ќе го памтам и ќе ве памтам, викат дур сум жив ја. Време е за бебе. Кога се породив со Бојана, значи со постарото девојче, кога се породив, значи прво дете, се корми 2 машки дека имаше, сите сакаа девер ми се крвам, сите сакаа девојче да се роди. Тако се роди девојче, значи беше славење, баш ми в кафана, пиеле, славеле, кажуваат, ја разбираш болница дека со царски. Али најсреќен мислам беше се корми. Тој многу сакаше девојче да се роди. И значи толку дури солзи на очите и секој ден од работа идеше кај мене в болница да ме види. И како прво девојче, значи мене ми беше чудно, зашто прв пат дете своја има своје дете, зашто имаше од комшите тука деца не една друга, али прв пат дома кога дојдов ја ми беше чудно од почеток, али пак супер. Кога дојдовме дома, разбираш, прво бебе, ние не знаеме како се крвами тука уз нас, вака деца требе, така требе. Али, разбираш, ние не знаеме како се плашиме, знаеш, тие по-нивно ни го повијаја. Ја не знам да повијам, Благојче исто така. И се крвами, како ќе ни одавести така, ние само да офатиме враце. Убаво детството незино му е и уште ќе му бидет. Белјачивка е кога ќе му текне нези. Значи не гледа да му вика цел ден Бојана ќе се чути, некој време ќе ти се оде, што е? Значи тоа го викаат како на фалш некој незин. Секој ми многу ми ги чуваше. Значи тој ќе го земеш, ќе го заспиеше, многу ми помагаше во тие работи, плюс многу имаше мерак дека девојче ни беше. Се навикнавме како требе, што требе со детево, се смири, мирно беше. И до ден денеска, значи Бојана ми е многу мирна. Време е за бебе. Со второто, кога останав бремена, многу ми беше брзо. Дека првото со царски на годината одма останав бремена. Се одам ја на контрола и као на докторов му кам докторе ми е страв да раѓам, а ја више 2 месеци бремена. Остана бремена со второто девојче. Не знам нека девојче, да видиме што Господ дал, така, одиме таму, ни каже доктора, викат ваке и ваке, 2 месеца е, трудна викат, сопругата ваша, носи девојче, па чи носи, викам, ајде, нека го раѓаш, не ќе одиме на друга, викам, среќа, ајде, нека го раѓа. И кога се породив, тоа па беше многу мирно бебе. Значи, ич не плачеше, само да спие. Најади го, да спиваше. Значи, после друга ден појдовме, седовме Ева, пак второ девојчето дома дојдовме. Продолживме со животот наш. Ева си растеше како
по незината, мирна, немирна, кога како. Крштевка и за неја направивме. Ама нон-стоп знаеш со мене Ева, до ден денеска Ева значи не е тргната од мене за спиење. Абе највише ја кога идам од работа со нив играме, тие ќе ме викнат дома, ќе дојдеме од тука. Да ме шетаат, сакаат тато шетаме нова, имаме количина, имаме љуљашки тука. Ќе ме викнат за град низ парк излеземе, одиме низ парк, шетаме. По кафани ги земам со мене обавезно. Со другарите ќе земам или едно девојче, или двете, ретко двете, али едно обавезно, зашто двете нема да ги допазам. Многу ми разбегуват. Време е за бебе. Инсистираа сите. Моите родители, значи родителите на Благојче, тетка имат Благојче, значи и таа инсистираше на тоа, демек ајде, па можеше се погоди машко, па ајде, демек наследник на вас да биде. Разбираш, ја не сакав, али после, знаеш, помина известно време, значи ева после 2 години, решив, ајде демек уште едно, па можеш се погоди машко, ја сакав машко. Искрено, значи многу сакав машко да имам. И кога остана времене, и ми кажаа дека е машко и цело време, значи ја и Бојана многу сакавме машко, Ева и Благојче сака е женско да биде. Па после остана невеста и со трето дете. Како што вика Груевски, трето дете нека има. Остана трудна со трето дете. Отидов на контрола, значи на 3-тиот месец беше, ми кажаа дека носам машко, значи Бојана многу си сакаме машко. И сега машко ни рекој, машко ќе се роди. Ева и Благојче ќе сакаа женско. Сега чекаме, значи моментално кај да е треба не дека да се породи, близу сме. Ќе бидам пресречен што ми кажа и докторот дека син ќе ми се роди. А Бојана значи нема страпение, само на секој прашува. Секој трета ден, мамо кога ќе се роди бебето, мамо кога ќе се роди бебето. Ја викам уште една недела. Значи со трпение чекат Бојана да се роди бебето, а Ева така е, знаеш, она повлечена, не е многу заинтересирана, значи за бебето. Знаат мама има стомак, не е толку малечка уште за да разберат некои работи. Што сака, тоа има. Што ќе им текне кај сами излагаат, никој не ги задира. Таква не е улицата на селбата. Никој не се задират. Убаво си поминуваат овдека. Така и ми си поминуваме убаво со нив. Деца ка деца, ми е порзасни мало. И ми сме биле деца, али тоа кога сме биле ми е било подруго. Сега е подруго. Сега е напред. Време е за бебе. Седам ја во неделата дома и како, разбираш, ме болеше стомакот и викам, насекрвам и имам мамо малку болки. И таа вика, таа бе нешто, вика, тие лажни седеме. Ја викам, абе, ме боли стомакот. И таа вика, ништо немат. Сем е дома со жена ми и она ми спомнува дека имала болки, треба да се носи на болница. И ајде му викам, нема проблем. Одиме со колата на болница, се качуваме горе и Влага ни кажува тие дека лажни болки. Тие ме стаја на ЦТГ, немаш викат болки, можеш да си одиш дома, не си за раѓање. И добро се вратив ја дома, легнав, спиев со помаловото девојче. Кога спиев, разбира се, цело време, болката не прекина. Значи, нон-стоп имав болка и му викам, пак станам на маш, му викам, баци, многу ме боли стомакот. И тој викат, па што да ти правам, сега бевме, викат, не си за раѓање. И ја викам, знаеш, седам и многу често почнав да одам во WC и се јавам на секрва ми, таа дека не е со нас. Викам да дојдеш одма, викам многу ме боли стомак. Беше више 2,5 сатот. Идет секрва ми, ништо викат, не е нешто викат. Чекај вика да се бале докторот да дојде, тој што ми е гинеколог. Одиме на болница и докторот каже вика тоа е пукна му водењакот, вамо треба да остане да лежи денеска да се породи. Не е проблем. Ако е така, ајде. И го викнав и доктора што беше главниот за пораѓај на жена ми. Дојде он и заврши работа, породија во 5:15 сабале се роди син ми. Ме спремаат тие на брзина, сестрите тука, му се јавивме на докторот, докторот дојде, 10 до 4 бев јас спремна све, 15 до 5 ме влегува в сала. Тогаш дојде маш ми, тетка ми се јавив, имам тетка овде во Гостивар. Се јавив кај тетка ми, таа дојде, сите тука, ме внесе в сала и кога се
5-15, не знам точно ја. Знам дека во 6 се освестив. Имав бебе. И со брат ми седме тука, што да правиме? Вика, мајде, брате, се идеме за дома, виш. Заврши бидна работа, идеме за дома. Оца бали рано многу да му сеам на кумо да му кажам, зашто многу рано беше, почекав дека и известно време, и му сеав на кумо и му кажам, ваке куме ми се роди син. Иде одма. Идам, вика, до кај тебе, дојде до мене. Кај чуеме, ајде, вика, по кафана. Кога идеа таму, не секога си мислев ја на тоа, леле што прават без мене, баба како баба, татко, разбираш, се радуе се тој слави, вака, не е дома, плачат, дојде мајка ми 2 дена, седеше тука со девојчиња, ама ипак, јас сум мајка, знаеш, мислам на нив. И цело време, значи, тоа ми се вртеше. Што прават, како прават, ми ги носеа в болница и само ми вика, ајде, мамо, дома да си одиме, ајде, мамо, дома, ја, знаеш, не можам да станам. Кумот го прашам, куме, кажи име за детево како ќе се викат, зашто кум се и треба да кажеш ти. Он каже, вика, како ќе кажат малите, Бојан и Ева. Тие вика, тато, сакаме Бојан да се викат, кумот вика, не е проблем, вечно нека му името. После, кога отидов дома, знаеш, ипак сама сум, значи имам се карвалита одит на работа, сама со 3 деца си замислов, леле, како ќе изгледам накрај се со 3 деца ја. Млада сум, неискусна, ипак, знаеш, друго е поддршка, друго е сама. Е малце потешко, имаш обврски плюс, значи тоа да го нараниш, тие 2 да јадат, сама да јадам, да направам ручек за машми. Али убаво е чувството, ипак. Знаеш, че си фатиш еден ред, после и све си знаеш како оди работата. Не е многу така тешко, што замислуват, 3 деца имам или не можам. Значи, како што ќе ги воспиташ, така ќе биде дома. Добар ден. Ајде, повелете, седните. Значи, комплетна екипа сме сега. Да. Ова, честито, трето. Нека ви е живо и здраво. Да си дочакаме и уште. Да. Можеме сега да го припремите за преглед, че го соблечете. Таму, че го припремите со сестрата. Ова се вежби за копчињата, че ги правите после секој доаѓање. Да. На доаѓање кој може до околу негде 300 грама се треба да напредува неделно, отприлика, а тоа го даде како на вештачки до 500. Сега ние редовно ќе ја мериме. Да, тоа ќе го заведеме во картон и практично сега ќе го мериме на секоја контрола, значи обавезно месечно. Средниот месец ќе посетите од топ 5. И да не ги заборавате капки. Не е лошо како татко да си на 3 деца, супер е све. Има мало многу обавеза, не баш толку, али супер е. Мислам за мене, не знам за другите, за мене си е супер. Големата појќе сакат да го држит, не сака да го нишат. Малата дури не сакаш ни да го погледнет. Какано, ама сигурно некој од комшиите му имат речено, че ти го земеме бебето. И после 5-тиот ден, значи, од малиот, малава почна, значи, да стоит на него, да фачат за рачиња, да штипкат, за ноđиња, разбираш? Одма осетив нешто, некоја промена, викам, ева, зашто така му правиш на бато? И па сака да ми го земат, викат. Обавезно, а појдов дома и од брата, че им дат звонам, се скријам зад брата да видам, не си да излага надвор и одма вика, тато, дојде, влагам натре, се стануваме, играме мало со нив. Дека тие помали, играме, сега уште помали имаме. Со него малу има време да се прилагодиме, да попорасне. После истата песна со него ќе бие. Да, фача. Значи, ако мајката е нервозна, ја мислам дека и бебето сигурно. Значи, ја кога некогаш нервоза према девојчињава, разбираш, ми прават бела дома. Или трчат, или ќе ми побегнат напад. Јас, знаеш, од нервоза викај, не можам да го оставам само дома, че викам по неј, тој, знаеш, одма, значи, реагират на тоа, значи, треба смирено, значи, со добро да ги фатиш и девојчињата и ја да не бидам толку напната. Значи, тоа го сватив после 5-тиот ден, значи, првите 5 дена не знам кај ми е главата. Значи, само викај по нив, тој плачи, ја викај. После сватив дека ја треба да бидам смирена за тој да биде смирен. Че ме повика, тајде, дојме на количината, тоа на сендвич, сакаме со другарите да излеземе, другарки нивни.
не е проблем, значи све им е дозволено. Имам многу време, значи да бидам и со него и со девојчињата, значи немам некоја обавеза дома, значи станувам, чистам, метам, бришам прашина, основна работа, си ги ранам децата, си го земам в раце, тие околу мене застануваат, ја го нишкам, го галам, разбираш. Све, разбираш, имам време, значи не е некоја хитна работа, разбираш, ја можам и да не направам ручек денеска, ќе му сеавам на маш ми, денеска сакам цел ден да го поминам со децата, ќе одам град, например, да ја прошетам, или заедно ќе излеземе, ќе на кафе, ќе на сендвич, ќе јадеме в град. Разбираш, имам време, значи ако сака, за све се има време, без разлика што се 3 деца. Затоа може да се најде време, само ред да има дома. Битно супер е, значи да имаш 3 деца вакви прекрасни, супер е, многу добро. Мене секогаш ми бил убав животот, јас сум имала животот. Значи, за да имаш убав живот, треба сам да си го намести животот. Значи, и како девојче, значи сум имала живот, сум живела. И откако сум се мажила, значи сум немала ни проблеми со свекарва, ни со свекор, ни со девер. Со маш ми не знам што е тоа да се скавгам. Разбираш, како што имат маш и жена, зашто вака, зашто така. Јас сум малце понервозна за разлика од него, тој е многу помирен, може и во тоа, знаеш, се склопуваме, тој мирен, ја по-лоша, тој чути, ја вика и готово. Разбираш, нема кавга дома. Кај сме сакале, сме отишле, сме шептале, разбираш, нема она, например, не се стигат, немат пари. Разбираш, мора да имат пари, за све имат. Значи, кога имаш пари да седнеш в кафана и да се испијани со другарите, имаш пари и да ми изградиш мене да прошетам. Секога, значи, треба ред да имат дом. За да имаш таков живот, треба сам да си го наредиш. Ако не го нареди сам, никој не може да ти го нареди. Тоа е најбитното. Па мора да ми дават потик, зашто идам дома, први им прашам како си децата. Каже жена ми, добри си децата. После иде ручек вамо таму, седеме, после за спиење ги викам една по една, имаат различно спиење. Јас сакам со тато, јас сакам со мама. Ајде викам така, чиме едната со мене, едната со мама, па ноќи ги менјавам за вај чим текне, јас сакам после со тебе телевизија, цртани име во на прво име цртан да гледаат и песни да слушаат. Значи што ќе му пуштиш песни, такви слушаат, не е проблем за нив. Највише тие Ганган Стайл, некои си нивни песни што ќе им дојде на памет. Супер, да се слуша. Тоа е. Nani, nani, bebe, nano, bebe, bebe, kukurika, fuyangovika. Da sme poveke, davam јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штркот